Господине Голубовски, ја следите политичката кампања и активни сте. Социјалдемократскиот сојуз на овие избори направи еден најотворен обид за привлекување на албанскиот електорат, преку повеќе чекори, почнувајќи од понудата за двојазичност на целата територија, неодамнишното гостување на лидерот на партијата Зоран Заев во Швајцарија, каде што говореше за надминување на рамките, надминување на Охридскиот рамковен договор, преку повеќе јавни изјави во кои што се најавува редефинирање на уставот, отворање на некои прашања кои што беа затворени со подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Како гледате на овие случувања? Јас ќе искористам дел од разговорот кога дојдов во студиото, кога ме прашавте што мислам околу таргетот на СДСМ да бидат албанските гласачи, и одма на тој начин ќе ја откривам пред слушателите мојата позиција во однос на оваа тема што ќе разговараме. Мислам дека не се работи дека Социјалдемократскиот сојуз ги таргетира албанските гласачи, туку самите се таргет на надворешно сценарио како алатка за разградување на Македонија. Значи, тоа ми е појдовната позиција, бидејќи тоа ќе биде клучно прашање во однос на проценките, што значи импликациите кои ќе бидат по резултатот. Ваквото однесување на опозицијата, иако не очекував до вакви крајности да одат практично да се идентификуваат како експоненти на еден антимакедонски заговор, има своја генеза веќе повеќе години. Практично кога станува збор, сега акцент ставам на понудите што ги упатија према припадниците на албанското малцинство, тие се и креатори, фактички промотори на еден агресивизам кој што во почетокот беше поскромен, но гледаме дека сега се вклучија во еден многу посериозен сценарио кој што ја загрозува унитарноста на Македонија. Мислам дека македонскиот народ нема да прифати да се реализираат ваквите најави. Инаку, дека тоа може да предизвикуваат сериозни импликации, само по себе се подразбира, бидејќи најавите се однесуваат за пред се за проширување на рамковниот договор, кој што потоа треба да доведе до легализација на двојазичност на целата република, на целата територија на Република Македонија, за консенсуална демократија, за дводомен парламент. Значи, тоа се барања кои што, за да може законски потоа да бидат регулирани, мора претходно да бидат вградени во Уставот, значи подразбира промена на Уставот и едно комплетно редефинирање на Македонија, што мислам дека треба да се сопре со сите расположиви средства што, и тоа е легитимно, што државата ги располага, мислам на институционални значи, средства, и се надевам дека после изборите самиот резултат ќе ги олади ваквите желби и наметнати уцени од страна на агресивните представници на политички представници на албанското малцинство. Може ли СДСМ да направи пресврт на изборите со поддршка од албанскиот електорат? Не. Во таков пресврт не верува ни СДСМ. Таа нивна реторика е алиби пред пошироката јавност, но уште повеќе обид да се амортизира незадоволството во собственото членство, затоа што оваа политика е креирана од многу тесен круг највисоко позиционирани експоненти на надворешното сценарио, и тие сега имаат проблем, бидејќи таму
членството нивно е дел од македонскиот народ, што е легитимно, секој одбира политичка опција, и тие сега мора да ги убедуваат, и скоро известно е дека ги убедуваат во смисла на тоа дека учество во власта бара неопходна цена и дека таа цена е оваа понуда што тие ја промовира. И тука не е случајно го одбрав зборот учество, бидејќи тие се свесни дека немаат капацитет во политички надпревар да освојат власта, и затоа тие сакаат да учествуваат во власта во некои проекции од сценариото каде што постизборно ќе биде составена влада која што требе да комплетно ја стави под контрола Република Македонија.